почитувани присутни, драги сограѓани. И оваа година, и покрај тоа што работиме по вонредни услови поради ковид кризата, која што го засети на нашиот град, нашата држава и пошироко регионот и светот, сепак во пресред на 11 ноември, 501 година од постоење на градот Куманово и денот на ослободувањето, ја одржуваме ова пресконференција на која што сакаме да истакнеме дека во посебни ковид услови скромно ќе одбележиме и оваа година, ќе го одбележиме 11 ноември, денот на градот, и тоа со неколку скромни манифестации. Првенствено, пред се сакам да ви информирам сите дека ковид кризата е активна и епидемијата е активна на територија на нашиот град и бројките се зголемуваат од ден на ден, а со тоа за жал и смртните случаи, и го споделувам моето сочувство со сите семејства кои што има случаи со смртни последици во оваа ковид криза во целиот период од почетокот од месецот март до сега. Воедно, утре е планирано подпишување, звратимување со општина Гнилане од Република Косово на пријателска општина со која што во минатото реализираме поголем број на проекти од прекогранична соработка и нашите граѓани во континуитет соработуваат заедно, додека на 11 ноември е планирано полагање на цвеќе на спомен костурница во Куманово и одржување на свечена седница на Советот на општина Куманово, каде што мора да напоменам дека сите активности кои што ќе бидат преземени, ќе бидат преземени во склоп на постоечките правила и прописи за почитување на мерките во ковид кризата, што значи ова е повеќе едно символично одбележување на денот на градот, отколку суштински, како што до сега сме навикнале како граѓани со организација на мега концерти и огромет и така натаму. Оваа година решивме средствата кои што се предвидени за организација на концертот, а исто така и средствата за новогодишното украсување и огнометот да ги пренамениме, и дадох веќе предлог во ребалансот на буџетот до Советот на општина Куманово овие средства да бидат ставени во ставка заштеда и да се пренаменат за обезбедување и набавка на таблети и друга електронска опрема која што ќе се користи во онлайн наставата за учениците во нашата општина. Воедно сакам во оваа прилика да апелирам поради актуелната состојба и ширење на ковид кризата во нашиот град, да услугите од општината се обидуваат да ги обезбедат по електронски пат или преку телефон. Сите информации и контакт телефони, имейл адреси ќе бидат доставени денеска објавени во соопштение, кое што ќе биде објавено на нашата веб страна на општината. Почитувани сограѓани, ја користам оваа прилика повторно во предвечерието на 11 ноември да ви го честитам празникот денот на градот и воедно да искористам приликата да апелирам до сите вас, да ја сватите најкрајно сериозно целата состојба во која што се наоѓаме, да ги почитувате ковид мерките и да се обидите да држите максимум дистанца што е можно повеќе, особено апел до младите луѓе, бидејќи и по заклучоците на општинскиот штаб за спасување, а исто така и по реакциите на сите надлежни институции кои што работат во рамки на штабот, сите информации доаѓаат дека голем број, особено на млади луѓе, во вечерните часови се групираат на јавните места, јавните површини и така натаму. Ние сме тие кои што сме најодговорни за нашето здравје и така можеме да дадеме во овие тешки моменти допринос за почитување на мерките и спречување на ширењето на епидемијата, бидејќи таа е реалност и е на сила во моментот во нашиот град во една широка фаза на ширење, која што можеме да ја спречиме единствено ако сме дисциплинирани. Ви благодарам на сите и ви посакувам здравје, среќа и секако среќен празник.